Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН го поздравува и ќе го поддржи предлог законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, со кој се предвидува дополнителна финансиска поддршка за децата со попреченост. Измените и дополнувањата, кои се наоѓаат во собраниска процедура, се насочени кон децата со специфични потреби, телесни и интелектуални, и комбинирани пречки, како и овозможување на остварување на право со посебен додаток за сите деца со Даунов синдром. Овој предлог за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата има за цел подобрување на финансиската состојба на материјално необезбедените родители корисници на социјална парична помош и постојана парична помош кои имаат дете со специфични потреби, кои има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, со зголемување на износот за посебниот додаток за 25%. Као пратеничка група на ВМРО ДПМН, веруваме дека преку ова решение се подобрува финансиската состојба на материјално необезбедените родители корисници на посебен додаток, со што ќе се овозможи обезбедување на подобри услови за живење на детето со специфични потреби, кои има пречки во телесниот или менталниот развој, или комбинирани пречки во развојот до 26 години. При првичните проценки, со овој закон ќе се опфатат 1030 материјално необезбедени родители, кои се приматели на посебен додаток, од кои 919 се корисници на социјална парична помош и 111 се корисници на постојана парична помош. Пред се, клучните измени и дополнувања што спомнавме се во остварувањето на право на посебен додаток за децата со Даунов синдром, кои имаат комбинирани пречки во развојот, со кои досега беа фатени само 180 лица. Со предлог законот ќе им се овозможи уште 88 деца, кои се категоризирани како деца само со Даунов синдром, да остварат месечна парична помош. Како пратеници, сметаме дека со овие измени и дополнувања ќе се зголеми квалитетот на животот на децата со Даунов синдром, односно за родителите на овие деца ќе се обезбеди дополнителна помош од државата. Иако имено овие измени и дополнувања се како резултат од комуникацијата со здруженијата на родители на деца со Даунов синдром. Освен зголемувањето на финансиската помош за 25% за децата со Даунов синдром, како дополнителен проект се воведи и бесплатно пливање за овие деца кои треба да овозможи подобрување на психофизичката активност и развивање на спортските вештини на овие деца, како и унапредување на нивниот севкупен развоен потенцијал. Пратеничката група, како за овој предлог закон, така и за сите останати кои предвидуваат подобрување на состојбата на децата со попреченост, максимално ќе ја даде својата поддршка и ќе се ангажира да ги застапува нивните интереси и континуирано да ги подобрува. Ви благодарам.